Може ли да направите една ретроспектива на односот на хуморот во соопштеството наше денешно, преку растот и развојот на К15 во овие 20 години од новороденче па се до адолесценција? Па, сега да направам одме или ќе причекате за некој ден? Може да се обидам да направам една мала анализа. Значи, не дека немало хумор во Македонија, хуморот секогаш има во Македонија и на овие простори, почнувајќи нели од Насардиното и Терпео па наваму. Барем по тоа што ние го знаевме и што го учиме. Не знам, сега во времето на Александар, кои се бавиле со хумор и сатира, веројатно неговите учители го учели и на тоа. Меѓутоа, во оваа ситуација сметам дека тоа претпоставувам дека е неважно. Збориме за овој период од појавувањето на К15 до денес. Па може да се рече слободно, иако малку е невообичаено човек кој треба сам да го каже тоа за себе, дека К15 донесе нов ветер во третирањето на хуморот и сатирата воопшто во медиумите. Значи, ние искрено да ви кажем, не бевме ни свесни колку тоа ќе значи некој напредок или колку тоа ќе биде прифатено од аудиториумот. Меѓутоа, после пета-шеста епизода веќе се осеќаше дека е тоа општо прифатено, дека на луѓето им се допаѓа. А за нас најголем показател беше концертот што го направивме на стадион, кога се собра 15.000 публика, кога не верувавме воопшто, пријатели не убедуваа дека тоа ќе се случи, ние бевме не верувавме дека тоа може да се случи. И на крај излезе дека навистина и 30.000 да имаше можност тогаш да се собере на таа трибина, дека ќе имаше. Тоа е еден од показателите. После друга работа, самото тоа што е 20 години, после 20 години, многу од репликите што се употребени во К15, во диалозите, уште живеат помеѓу народот како во обичајната секојдневна комуникација. Тоа е од некоја страна и нормално, затоа што 99% од хуморот произлегува па од урбаниот живот. Или ако треба да еден збор да кажеме, можам да кажем дека урбаниот хумор како категорија што К15 го наметна во медиумите, навистина направи може да се третира како нов медиумски бранд. Изминаа веќе 2 години како К15 ја нема во медиумите. Постои ли денеска клима повторно да се појави повеќе од 15 или поточно 20? Па искрено да ви кажам, сега како што е трговите, мислам дека нема клима. Лично мислам така, значи ова е моje лично мислење, дури сум на мислење ако сега зборам за условно речено поголемите телевизии, мислам дека сега ако се појавиме на тие телевизии, ако отидеме со менеджерските тимови да разговараме и им кажеме еве го бесплатно К15 како производ, мислам дека никој не го бира. Како се снаоѓате сега еве после 2 години К15 веќе го нема по медиумите? Може ли да се живее во Македонија денеска од хумор, од хонорар, од стендап комеди? Па, видите, искрено да ви кажам, не може. Значи, и од редовна работа К15 е една од ретките, да речам, институции која што можеше да се самофинансира и која што можеше да живее од тој производ, од хуморот и од сатирата. Иначе, ако земеме гледано наназад од секогаш, хуморот секогаш бил хонорарна работа. Значи, ако сега, во моментов, ние се обидеме нешто да работиме, ние влегуваме во новиот закон не фаќа со тие 35% плюс, така да, ако тоа како го земеме како плюс додадена вредност на основата, числите дека бидејќи кај нас работодавците не се научени они да го плаќаат тоа, обавезно го наоѓаат начин како да го сместат во делот кај што треба хонорарецот да се плати трошоците, така да
од тој финансиски аспект мислам дека нема шанса денеска да функционира нешто што произведува хумор или сатира. Ке треба 35% повеќе хумор на државна сметка за да може да се платат придонеси. Тоа не важи. Тоа 35%, тоа со проценти не спомнувајте, бидејќи кој ќе ми спомнат проценти, onda ми текна на една ситуација која имаше во некои разговори кога се добивавме предлози, односно јас добив предлог да го направиме тоа застапеноста на опозицијата и позицијата да биде избалансирана со проценти. Така да, ако пишеш текст, ќе си ги напишеш прво тие 35 насто, да речеме, што се договорени за тој и тој, па после одиш со другите 70 или 65, колку изгледа тамо по математиката. Од тој аспект сега се во трет носењето на разни закони и мислите дека може да ни се случи да ни донесат закон за дозиран хумор? Добро, ова закон за дозиран хумор имало од секогаш, само не бил донесен. Не бил никогаш приемен. Иначе, бидејќи јас од многу одамна се бавам со оваа работа, законот за дозиран хумор е уште од времето на социјалистичка Југославија, а претпоставувам дека било и порано. Така, ние сме имале случаи, само тогаш процентите беа поинаку изразени. Во МТВ, кога работевме за плата, кога го правевме НННРВ, кога не казнуја со 30-35% од платата ќе ни симнат, и тој месец имаш 35%, ето ти го законот. Уште тогаш бил во подготовка, ама не сме знаеле. Сте поминале многу фази и многу влади во развојот на Македонија. Но во последно време се добива впечаток дека се прават Да не е прашањето која влада е најдобра. Не, но се добива впечаток дека некој се обидува да изврши убиство на хуморот во земјава. Повеќе го нема К15 и Хирику ни одамна стана исто проблематична емисија, а еве ни остана само Зевзакманија. Колку малку хумористична емисија. Дали го делите впечатокот за убиството на хуморот? Значи, впечатокот е само јас ќе пробам малку да го омекнам прашањето, да не биде тоа убиство. Малку престрого звучи. Не се работи дека некој сака да го убие хуморот, некој сака да се заштити, он да не биде повреден. Он мисли дека преку хуморот некој може да му наштети на рейтингот, дека може да му наштети на позицијава, може да ја загуби таа позиција и автоматски го активира системот за заштита, а најисплатлив и најефикасен систем е елиминирај го оној кој што пречи. Така да прашањето е многу на место. Значи, само што не е тоа смислен обид да се целокупниот хумор уништи, меѓутоа она за кој што се смета дека пречи и дека е влијателно, нешто зошто би уништило тие кој не е влијателно. Од хир никој политичар не би си правил никакви проблеми. Бидејќи јас сум убеден дека луѓето коментираат зашо го нема К15, зашо нема хумор по медиумите, зашо нема ова, зашо нема она, зашо нема медиуми објективни. Више ако одиме до крај. Дефинитивно тоа е вистинското прашање. А што мислите вие, зошто нема објективни медиуми? Па нема објективни медиуми од проста причина што нема луѓе кои што можат да го издржат тој товар и финансиски и психолошки, да некој ги притиска подолг период, да, например, да прават хумор или да работат објективно новинарство, да се појавува во текстовите оно што треба да се појавува, да публиката чита тоа што навистина треба да го прочита и после толку притисоци од страна, ако успееш повише од 5-6 месеци да издржиш од нас си гениален. Тоа е тоа што ја го велам дека со набивањето страф на новинарите, затоа си тие силни тужби по судовите, новинари се тргаат од програма, се тргаат од вестници. Судењето на Кежаровски е најпрост пример.
Јас стално викам, па дури да има некоја вина таму, колегата Кежаровски, тој третман што го имаше апсолутно не соодветствува на тоа што условно речено тој би го имал направено. Пред 2 години велевте дека никогаш не било полошо, дека никогаш не имало толкова доза здрав меѓу луѓето. Но сега по една оваа временска дистанца, што мислите, има ли полошо или... Па не, полошо има секогаш, како што има и подобро. Имав еден курир во МТВ кога работев и имаше една гениална узречица која ќе го сретневме, која ќе го прашавме како си, сегаш викаше болje жив него мртав. Така да полошо има секогаш и подобро има секогаш. Во моментов, споредено со она што го правевме како разговор претходниве години, мислам дека ситуацијата е полоша, многу полоша во медиумите, само што сега полека почна да се разоткрива, полека почна сите работи да излегуваат на виделина и мислам сега дека актуелната власт више почнува полека да фаќа паника. Ево, ово што се случува со студентиве, со луѓе се повеќе и повеќе се охрабруваат да излезат надвор, да окажат јавно своето мислење. Тоа значи дека не дека многу, не знам колку пораснала свеста кај нив, може пораснала кај помладиве, али кај постариве оноа им дошло до тука више, нема друг избор. Тоа е една работа, од друга страна, како што реков, дека официјалната политика полека чувствува дека го губи тлото под нозе. За нивна среќа, тие процеси кај нас многу бавно течат и многу полека се развиваат. Меѓутоа, мислам дека, барем јас по тоа што ценам, по обидите, што ги гледам по некои медиуми кај што невешто се обидуваат да изглумат слобода на медиуми, кај што невешто се обидуваат да глумат демократија. Знаете што, јас мислам дека они живеат во еден филм чија што основна девиза е ајде да пројде ово да го избуткаме со демократијава, па после да си бркаме работа како што сме си наумили. Што мислите, може ли овие промени, ова излегување од таа апатична состојба во која што се наоѓаше Македонија, може ли овие промени сега со студентите, професорите, театарските и филмските работници кои што се спротивставија на наследните реформи, да вродат со плод, затоа што ја повторно го гледам истото сценарио, луѓето се бунат, а потоа се етикетираат, се деградираат, се уништува нивниот личен интегритет во јавноста. Знаете што, пред некој ден го разговаравме тоа со пријатели, неформално, формално нема никаде да го разговараме. Јас имам еден ваков предлог, пошто кај нас владата е спремна и докажана како експерт за носење закони преку ноќ. Не само преку ноќ, јас викам на Сапајле, од 5 до 7 не има проблем да донесат закони, од 7 тој да функционира, да го објават службен вестник од тие 5 минути. Ако сега, ама зборам сериозно, ако сега владата излезе и премиерот каже на телевизија дека додека сме ние на власт, нема да има никакви репресии против сите оние што ќе си укажат своето мислење. Ја ви гарантирам дека за 2 дена 100.000 луѓе ќе има на площад. Дека медиумите, доколку сакаат, ќе имаат милион соговорници кои ќе го кажат своето мислење. Ја лично познавам мои луѓе и пријатели кои што сега кога беа студентските протести, децата им беа таму, сакаат да одат, меѓутоа вика незгодно, вика и јас и жена ми имаме приватен бизнис, не знам, брат ми работи у јавна администрација, снаа ми работи таму и таму, израчунавме, вика, ако случајно не етикетираат, ќе немаме леп да јадеме. Што покажува тоа? Ако јас не сум управо што зборам со години дека кај луѓето се обземени, мислам, се плашат, дека стравот им цело време им виси над глава. Тоа зашто ако е обратно,
Зошто луѓето овака би се поначале? Зошто би се плашеле да кажат најобично мисле? До кога мислите дека стравот може да ја победува волјата кај луѓето за од една страна еве професионален интегритет, слободен изразување? Точно датум не можам да го кажам, меѓутоа мислам дека тоа долго ќе трае. Тоа барем кај нас ќе трае малку подолго, бидејќи сакали ние или не, размислувањето мораме да ги темелиме на некои претходни искуства. Не сме ние многу револуционерни ако гледаме наназад. Секогаш имало, биле тоа мали групи, немало доволно критична маса, тоа и самите историчари го зборуваат, тоа некои што сакаат да бидат објективни. Ние затоа и последни сме направиле држава на балканските простори, затоа што секогаш на да речем географската Македонија, како термин географската, во овој регион секогаш имало поделба, секогаш биле едни за со едни, други за со други, а за самостојна држава била секогаш мала недоволна критична маса. Значи, посебен проблем е исто неразбирањето едни со други, односно борбата за власт. Значи, ово што нам сега ни се случува со две спротивставени страни, за среќа што сега за сега се случува без, и јас се надам дека така и ќе остане, без убиства. Вие видите само што се случувало, скоро гледав на телевизија од овие документарните филмови. Имало период во тогашното ВМРО, за 2 недели имало, не знам, над 35 убийства, чистење на членството меѓу себе. Тоа е исто еден голем податок кој покажува каков е нашиот менталитет. Ние, замислите, ниту тогаш може околу, јас пак речам, не е тоа околу националното прашање. Тоа е веројатно околу тоа борбата за превласт, кој ќе биде главниот, кој ќе биде секретарот, кој ќе ги собира парите и кој ќе ги дели на крај. И кој ќе го има најсилното влијание. Од тој аспект велите дека станува збор за помали групи во секој сектор. Мала група студенти, мала група професори, филмски работници, театарски работници, уметници, кои што се дел од критичката маса. Дали сите тие можат да ги обедини од една страна професионалниот интегритет, затоа што праксата покажала дека во изминатиот период сите реформи во име на реформа и квалитет се носи професионално омаловажување. Да. Дали токму тоа може да ги обедини луѓето, тоа професионално омаловажување во секоја сфера? Да. Од доктори, професори? Јас се надевам дека свеста на македонецот е веќе на тоа ниво за да свати, и дека веќе до тој степен за да може баш убав термин одбавте на професионалниот интегритет на сите заедно да ги обедини во една идеја, да речем. Меѓутоа, мислам дека пак ќе се вратам сега на актуелната власт. Актуелната власт за себе многу добра практицира власт, многу добра менаџира власт. Значи, тука не може да се најде на тоа, они функционираат безпрекорно. Значи, оно со медиумите, со кампањите, тоа функционира. Не случајно толку често се гледаме на телевизија рекламни спотови кои ни кажуваат што треба да јадеме, што треба да пиеме, кога да се легнеме, кога треба да станеме. Сега не се појави ни оваква, ако сте незадоволни, излезете на улица. Таква кампања немаше. Како влијаат кампањите врз луѓето? Многу влијаат врз луѓето. Значи, кај нас владее една реченица. Таа реченица кај нас владее на ниво на закон, кога збориме за гледачкиот аудиториум или читачки. Кој речат, кажаа на телевизија или пишуваше во вестник, кај нас тоа е веќе закон.
Јас сум изненаден од, значи, кога ќе видам, значи, не ми е никакво изненадување кога ќе чувам да го каже некој човек кој што нема никаква врска, да речам, со медиумите, кој што не ги познава медиумите како функционираат или зошто функционираат така. Меѓутоа сум многу изненаден кога на тоа наседнуваат образовани луѓе, интелектуалци. Не можам да сватам. Опозицијата најава бомба веќе месеци. Ќе биде ли петарда или ќе искочи нуклеарка? Петарда или колкава ќе биде бомбата? Па со оглед на тоа дека ја не јавуваат долго време, а не ја појавуваат, има две причини зашто е тоа така. Прво, или е многу голема бомбата, а второ, се чека веројатно некој погоден момент. Мене, ако ме прашате лично, јас мислам дека и најголемата бомба која би експлодирала сега, не би нарушила ништо во овој, да речам, зачмаен политички амбиент. Оти више, после толку време владење на една гарнитура, почнува више да станува неинтересно. Почнува доаѓа до зачмајност, едноставно не се случува ништо ново. Тоа што они мислат дека секој ден не бомбардираат со информации дека 25 метра пат е пуштен таму, па после ќе го сликаме од другата страна, па еве уште 25 за назад. Знаете, тоа е исто како кога им кажувате на луѓето, одите да купувате врати и продавачот што викам, ова не е обична врата, ова не е само влезна, ова е излезна. Две функции имате во... Тоа ни се случува. Сега, каде е излезот? Излезот. Не е тоа излез, него мислам дека тоа ќе се случи. Сега почува да се создава незадоволство кај членството на актуелната власт, на оние кои што им е многу ветено, а ништо не им е реализирано. На оние кои што им беше ветувано дека само да дојдат нови инвестиции, ќе видите колку луѓе се вработени. Значи, че нема семејство во кој што ќе нема еден барем вработен. Еве, се случи тоа. Ама во семејство со четворица еден, ако е вработа на платата му е 100 евра или 150. Джаве, тие 150 евра не можат 4-5 души, 4-5 усти да нахранат месец. Или да им не задоволат другите потреби. И кога, знаете што, ние сме научени, не можеме никако да се научиме, да се учиме на туѓото искуство. Ние додека нам не ни се случи нешто, не веруваме дека такво нешто постои. Да, впечатокот е дека народот брзо заборава. Да, ама ако му се случи нешто, ако заборава, ако му кажеш нешто, му ветиш, ќе заборави. 3 пати ќе му ветиш, ќе заборави. Меѓутоа, ако добие грчеви у стомакот од тоа што е гладен, или ако му се скрши ногата, тоа не се заборава така лесно. Мислам да се навратиме на уште едно-две прашања околу хуморот. Хуморот и сатирата треба да бидат коректив во едно нормално здраво општество. Во Македонија тие се болка за политичарите. Зошто? Немаат ли политичарите смисла за хумор или пак станува збор за нешто друго? Па, можем да речем дека до пред 5-6 години од политичарите што беа актуелни, да речем, оние најекспонираните, познавав 95%. И сум имали контакти со некои многу повеќе, со некои помалку. Не се многу од тие што имаат смисол. Нема многу од тие што имаат смисол за хумор. Меѓутоа, имаше луѓе што и немаат смисол за хумор, меѓутоа сакаат да створат, да создадат амбиент да има хумор. Како што има луѓе што не знаат да игра фудбал, нема смисол за фудбал, меѓутоа знае дека преку спортот може и држава да се афирмира и народ да биде задоволен. Се финансира во спортот. Од тој аспект, како ги коментирате еве и Груевски и Заев во нивните говори за време на изборите, на митинзи, се обидуваат да бидат хумористични? Да, видите, тоа е тренд во светот. Значи, ние помина тоа време
на времето на соцреализмот, кога се држаа оние говорите од Тито па натаму сите функционери што ги имитираа него. Сега живееме во друго време. Значи, зошто се прави тоа? Се прави се тоа тактички варијанти, да речем. Омаловажи го противникот, дотерај го до фаза на исмев, да му се подсмеваат и во тој случај ги губи позициите. Значи, тоа е тренд во светот, не е само кај нас. Меѓутоа, ја не би се базирал на тие говори што се од изборните кампањи. Значи, моje мислење е јас да сум во можност да диктирам темпо. Колку тоа изгледало нема демократски или не, ја прво би направил за време на избори нема никакви кампањи. Агенцијата за медиуми ќе одреди на националниот сервис толку и толку простор за представување на тие. Сето тоа во една недела секој ќе си каже што има да каже. Нема реклами по телевизија, нема по билборди. Вие гледате сега, направете анализа од последните години кој се рекламирал на телевизија или по весниците. Ќе видите дека само мобилните оператори и државата. А државата е најголемиот огласувач, без конкуренција. Ако земете од тоа дека државата у некој од мобилните оператори има и акции, значи, онда пак идеме на тоа дека државата е таа што на некој начин ги одржува медиумите во живот. Знаете како се викало порано? Кајниф и оревот и каменот. Кога сакаат? Уште едно прашање, што недостасува за повторно да заживее телевизискиот хумор во земја? Многу недостасува. И сега, како оваа генерација, да речем, луѓе кои што ги водат медиумите и кои што ги поседуваат медиумите, значи зборам и за собственичкиот дел, мислам дека се уште не дека се уште дека таму ќе треба долго време за да се опорават од ово што ги снајде. Ја мислам дека задње 7-8 години сите се најдоа у чудо. Затоа што дојдоа луѓе да бидат уредници и шефови, да диктираат уредничка политика во медиумите кои што не се ни надевале ни самите дека некој ќе го прават тоа. Без разлика дали некој им диктира или не, они тоа го работеле овие години. Сега ќе треба долго време, они правеле свој тим. Тој тим правил свој подтим. Значи сите бирале соработници слични на тоа што се они или луѓе кои што ќе одговорат на актуелната уредувачка политика. Луѓе кои што нема да се спортистават, кои ќе му даде задача напиши така и така, иако знае дека тоа не е така. Ќе треба многу време тоа да се опореви. Штетата е, мислам дека штетата е долгорочна. И една од причините од која што јас полека се повише се убедувам дека ми е исправна одлуката да бегам што повише од медиумите, мислам дека ми е исправна одлуката. Ви благодарам за разговорот.